ВМРО ДПМН денес говореа за нокдаунот на СДС и го прашаа Венко Филипче дали навистина поранешен градоначалник и познат доктор му кажал не за функција во раководството. СДСМ повторно за скандалот со ИПАРТ и нивниот предлог за деблокада на 130 милиони евра средства во програмата. СДС е во тежок политички нокдаун, а процесот на консолидација никако да му појде од рака на Филипче. Информации кои од Бихачка стигнаа до нас велат дека познат доктор и поранешен градоначалник одбил функција во раководството на СДС само затоа што не го смета Филипче за релевантен политичар. Дека Венко Филипче има проблеми со консолидацијата и зачувување на онака малото членство, говори и фактот што поранешни активисти, но и функционери и поддржувачи на СДС јавно не се поистоветуваат и со Филипче и со СДС. Тоа се 130 милиони евра за модернизација на земјоделството, проекти на секаде кои што сега се ставени во мирување. Овие бројки, впрочем, ги потврди со вчерашното соопштение Министерството за финансии. И тие се поклопуваат. Зад сите овие бројки стојат луѓе, земјоделци, фирми, семејства кои вложиле се со надеж дека државата и Европа стојат позади нив. Затоа упатувам јасен повик до владата, до Министерството за земјоделство, Министерството за финансии и платежната ИПАРТ агенција да го прифатат овој план за деблокада на ИПАРТ програмата во неколку чекори.